Namesto во специјализирани контейнери, над 500 килограми земјоделски пластичен отпад во Зрновци завршува на диви депонии. Ова е проблем со кој јавното предпријатие Водна кула и општината се соочуваат секоја земјоделска сезона. Работи за многу поголема количина и покрај тоа што ние последно време го пристуваме тој пластичен отпад, го селектираме. Меѓутоа граѓаните знаат покрај домашниот отпад, тука пред се мисли на тврд отпад, не водат сметка каде ќе биде исторен, а тој е измешан заедно со пластичен отпад, така да навистина тоа малку разочарува. За ублажување на состојбата, неколку еколошки здруженија и општината поставија специјализирани контейнери за собирање на вреќи, шишиња од препарати за третирање на посевите и друг пластичен отпад кој се користи во земјоделието. Во период од 4 месеци беа собрани околу 380 килограми пластичен отпад, а селектирањето на пластиката продолжува и понатаму. Информираат од здруженијето Екотим Исток. Сепак ова ни оддалеку не е доволно драстично да се сменат навиките на повеќето земјоделци кои понатаму наместо во контейнерите, отпадот го фрлаат каде ќе им текне. Ние во моментот вршиме и таква кампања да луѓето ќе предупредиме дека треба да ги користат овие контейнери, да се селектира пластичниот отпад. Се надевам дека со отварање на регионалната депонија накнено треба да им даеме садови за супирање, за селектирање на комуналниот отпад, па граѓаните на некој начин ќе бидат приморани тоа да го прават. Менувањето на навиките на населението од друга страна е клучно за обезбедување на оптимални услови за старт на регионалната депонија. Клучната идеја за ставање ред со сметот во општините од истокот е примерна селекција на пластика, хартија, стакло и слично, уште во домовите, а само она што не може да се селектира и рециклира, да се носи на депонијата.